Кој е вашиот конкретен план за реформа на УБК? Средиштето, како што видовме, на сите проблеми и една од клучните точки во помалку подзаборавениот извештај на Прибе. Целосната реформа, согласно службите, интелигентните служби или службите за тајна полиција, ќе бидат спроведени во рамките на реформите на правосудниот систем. Ние ветивме распуштање и реизбор на правосудството, кое што значи тргање раците на политичарите далеко, експерти домашни подпомогнати со меѓународни, најдобрата европска пракса да биде спроведена овде. Како ќе го направите тоа? Како ќе го направите тоа? Тоа навлеговте веќе во следното прашање. Како ќе го направите тоа, а да избегнете замката дека тоа е политичка чистка? Токму на еден транспарентен начин, каде што политичари нема да учествуват во целиот овој процес, ќе бидат докажени професионалци, експерти пред сеот дома, помогнати од страна, за да ја пренесат најдобрата пракса. Една Украина прави вакви реформи, многу земји направиле во својот процес на кандидатски статус, кога станувале членки на Европската унија, најдобрите решенија ќе ги примениме во Македонија. Во рамките Може да посочите барем едно? Ќе ви кажам, Украина има добар процес, тоа што го прави. Не знам, една Албанија во моментот ги спроведува ваквите политики. Тоа што е најдобро ќе биде овде спроведено. Но што е најважно овде? Канџите, валкани, не политичарите надвор од правосудниот систем. Независно правосудство кое што ќе биде тангирано согласно досегашното работење на судиите, потеклото на парите, кои што ги имат сите судии, предметите колку се враќале од повисоките инстанции, колку има политичко влијание врз самите пресуди и колку има неправди донесено. Честните судии не треба воопшто да стравуваат од ваквата реформа. Ќе добиеме правосуден систем кој што ќе биде за пример ако сакаме да бидеме нормална земја. Во рамките на тие реформи се јавното обвинителство, државното јавно обвинителство, под кое што ќе биде петата управа или тајното следење, далеко од раците на политичарите. Ќе се користи исклучиво за откривање на криминалот и никогаш повеќе да не биде злоупотребено да се урисува приватниот живот на граѓаните.